но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата, која ја немаш право да покажеш, и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја е таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во аргументи, почитувани гледачи. Македонија живее некои тешки времења, притисоци од сите страни, или сите притискаат. Притискаат странците, притискаат политичарите, политичките партии, притискаат граѓаните, секој секого притиска. Како тоа ќе заврши и која сила, каква спрега од сили ќе има разрешница, се уште не се знае. Еве на некои од овие теми ќе разговараме со моите вечерашни гости. Симонидика Царска, добро вечер, од Институтот за европски политики и универзитетскиот професор Владимир Божиновски, добро вечер. Добро вечер. Господин Божиновски. Добро вечер. Господин Божиновски, се чини платформата на албанските партии стана sine qua non или некоја причина без која услов без кој не се може да се формира влада, со неа или без неа. Така, значи има два начина, или ќе ја прифатат, или ќе одбијат новото парламентарно мнозинство и Социјалдемократскиот сојуз, за да може да формира влада. Или тоа ќе биде со албанските партии, или тоа ќе биде поддржано од малцинска влада од ВМРО ДПМН. Што да ви правиме на платформа? Кое е решението? И јас Колку долго ќе живееме со платформата? Јас уште кога завршија изборите, истата вечер, со оглед дека видовме како ќе биде распоредот, изјавив дека најдобро би било да се формира некоја влада која што, без разлика каква ќе биде, која што ќе има мандат да организира нови избори. Значи тоа беше 11 декември. Еве сега колку доаѓа, 3-4 месеци подоцна, пак стојам на истиот став, бидејќи јасно беше дека со распоредот на мандати на ВМРО, ДПМН и СДСМ, албанските, етничките албански партии ќе се обидат да протнат некаков услов кој што кон едната или кон другата или кон двете партии со цел да формираат влада, бидејќи нема јасно мнозинство. И тоа се потврди веднаш 2 дена после изборите со таа платформа, тиранска платформа, платформа на етничка албанска, како сакате крстете, тоа е тоа. Мислам дека изборите се најдобро решение, но и доколку нема избори, има расположение, да кажеме, кај етничките албански партии да формираат мнозинство со СДСМ, сосема. Со се однесе до мене, тоа е сосема во ред, но таа платформа мора да се стави под мраз. Значи, ниту гласачите на ВМРО ДПМН, ниту гласачите на СДСМ не гласаат за таа платформа. Не знаеа дека постои. И тука има нијанси. Да се стави под мраз од страна на СДСМ. Тоа е генералното барање, а не од страна на самите албански партии. Мислам дека тоа исто така еден услов кој што го стеснува просторот за маневарски простор. Не. Многу едноставно. Да се договорат партиите сите дека не е времето за да се дискутира околу прифаќање или неприфаќање на таа платформа. Се види дека не е времето со луѓето кои што веќе месец и пол во огромен број протестираат против таа платформа. И со самото расположение ние објавивме и истражување, доколку се сеќавате, огромен дел, би рекол, да не кажам, скоро сите неалбанци во Македонија се против таа платформа.
Што значи дека незиното донесување или не донесување, значи јас ниту викам дека сум за, ниту викам дека сум против во моментов. Него се поставува токму како што кажавте, еден услов без кој не може да се формира влада, во смисла без чие прифаќање или неприфаќање не може да се формира Или едното влада. или другото. Апсолутно. Да. Така да. Третиот пат би бил да се изгласа во собранието. Може би закон или нешто. Каде што таа платформа во следните 4 години, значи до следните избори, ќе се стави под мраз. После кој сака нека формира влада, апсолутно ја немам никаков проблем со тоа. Или, доколку не се направи тоа, да им се понуди на граѓаните, па ако граѓаните го прифатат, значи ќе се иде на избори, ако граѓаните го прифатат тоа, нека си се прифати после. Позициите сега се јасни. Пред 11 декември не беа јасни. Значи, тогаш имавме криза која што беше сосема не етничка, политичка криза беше. Помеѓу ВМРО и СДСМ. За наеднаш после тоа да излезе нешто сосема друго. И веќе никој не дискутира за причините за таа криза, за некои реформи кои што треба да се исполнат. Секако друга криза сме, сега влегавме во сосема друг Буквално, филм. значи, апсолутно сега се говори за платформата. Ние сме сведоци дека дел од медиумите се обидуваат да избегнаат, како да не постои, и протестите како да... Не може. Значи, не може. Ние не можете... Илјадници луѓе се секој ден на улица, и не можете да ги занемарите тие луѓе. Добро, има илјадници кои седат дома, и така имат. Не, ја велам, илјадници кои се на улица. Така е, добро. А според истражувањето, ви кажав, скоро сите неалбанци во државата се против таа платформа. Добро, ќе се навратиме на овие теми, уште неколку подпрашања. Господи Кацарска, на почетокот рекол дека има притисоци. Има притисоци од луѓето на улица, има притисоци политички внатре меѓу партиите, има притисоци од меѓународниот фактор, од представниците на Европската Унија, па и од некои водечки луѓе од НАТО, кои што за нив постои еден пат, а тоа е формирање и давање предност на новото декларирано парламентарно мнозинство и барање за што поскоро формирање нова влада. Притисоците главно одат преку председателот Иванов. Тој на некој начин е и под притисок на уставот, на странците, на домашната јавност, на политичката јавност. Како според вас тоа би се разрешило? Која од овие сили ќе влијае на некој начин? И улогата на странците генерално, ако можете да ја Видете, дефинирате. Ние сме под притисок и подолго време од кога се одржа изборите, тоест веќе сме веројатно 2 години во една или друга форма на притисок. Улогата на странците, или како што вие наведовте, пред се тука се представниците на Европската Унија или амбасадорите на дел од земјите членки на Европската Унија, како и Соединетите Американски држави, се фактор во Република Македонија кој што, ако погледнеме наназад, веќе 15 на години се активно вклучени во домашниот политички живот и не е прв пат. Значи да веројатно и од страна на домашните политичари им се дава можност во една или друга форма преку подпишување на различни договори, нивната улога како гарантори која што ја има како 2006 понатаму и со договорот од Пржина, па ја гледаме и сега. Притисокот, ако се осврнеме особено на овој изминат период од после изборите, имаше една еволуција од притисок за се поголемо мнозинство, како што го велеше комесарот Хан на почетокот, меѓутоа после посетата на високата представничка на Европската Унија за заедничка надворешна политика Могерини, стана притисок за формирање на влада, што е и очекувано, бидејќи на никој оваа ситуација на несигурност не му оди во корист. Освен можеби на дел од лицата кои што се под истрага на специјално тајно обвинителство, можеби се чекаат да истечат одредени рокови. Значи, тој притисокот за формирање влада беше очекуван.
и го е веќе еден униформен став во Европската унија и кој што го видовме и вчера на дискусијата во Европскиот парламент. Тоа досега не беше случај, бидејќи имаше поделеност помеѓу Европската народна партија, која што е, да речеме, политичкото семејство кон кое припаѓа ВМРО ДПМН и партијата на европските социјалисти. Меѓутоа, во клучниот пресврт кој што може да го видиме од дискусијата во Европскиот парламент завчера беше се повеќе униформност во тоа дека треба да се даде можност да се формира влада. Сега кој ќе превладее, како што кажавте вие, дали ќе превладеат едните или другите, се уште поротата, како што би рекле англичаните, одлучува. Не знаеме. Јас очекувам дека оваа ситуација ќе потрае, бидејќи 4 години? Видете, Али Ахмети во едно интервју кажа дека може да потрае 4 години. Барем, веројатно, како што изгледа сега, барем летото може да го земе. Има едно подпрашање на вас. Она што заврши Божиновски и со што почнавме фактички со платформата, таа во овој момент е наметната како главен стожер, главен проблем. Рековме дали ќе се прифати или не, но тоа е еден услов без кој не се дискутира, не се расправа на некој начин. Не може да стигне другото наред. И тоа е македонската стварност. Странците токму за таа платформа не се изјаснија. Се декларира формирање на мнозинство, но очигледно тоа е како една добра желба која што некој кој што закочил треба да ја реализира. Кој тоа ќе го направи? Ова идеја за на Божиновски на некој начин делумно сум ја поставувал, па дури како мој делумен став, некако можност, без разлика кој ќе ја повлече, дали можат самите албански партии да ја замрзнат, да ја тргнат. Очигледно тоа не се случува, сакам и тој да го продолжам со Божиновски. Но странците за незе не кажаа ништо. Освен ми се чини попат дека не треба да се мешаат соседните држави во внатрешните работи на Македонија, но не се изјаснија дали е таа проблем или не. Имаме предвид дека албанските партии се во тесна соработка и слушаат странците што им сугерираат, барем тоа е една предрасуда политичка во Македонија. Ова не им го кажале, веројатно. Не побарале од нив такво нешто. Видете, според мене, платформата и начинот на кој што ова општество се справува со неа е илустрација на нашето немање на политичка култура да ги дискутираме некои работи, како интеретнички, така и помеѓу политичките противници. Платформата, според мене, беше се мистифицираше, што поради недостатокот на информации кои што ги имаше за тоа како се преговараше, како помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, а исто така и помеѓу СДСМ и ДУИ. И се креираше простор да истата стане веројатно да стане баук и сите сега да се плашиме како од да се плашиме од неа. Сега предпоставуваме сите што се содржи, ние знаеме. Многу нејасноти околу неа и јас на неколку пати и претходно кога сум говорела споменав дека ќе ни беше полесно на сите доколку знаевме некои елементи на тоа што било договорено веројатно, како помеѓу што било договарано и помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ и да, имаше едно такво барање, мислам дека Јандов, ама не излегува не. И мислам дека тука нам, особено кога говориме за овие прашања, ни оперираме во непознато. Од друга страна, исто така сметам дека и ќе беше опортуно и од албанските партии можеби да објаснеа повеќе, бидејќи сега ние сите работиме на многу претпоставки и во оваа ситуација се креира имаме еден ризик на се поголемо оддалечување на двете заедници, двете најголеми заедници во Република Македонија како понатаму. И од тој ризик навистина го гледам и ова што се случува на улиците и непрепознавањето можеби кој што и го спомина Владимир од страна на одредени медиуми и игнорирањето можеби на платформата. Значи мислам дека овие моменти сите се резултат на тоа што ние немаме доволно информации како за преговорите, како и за барањата на албанските партии во овој контекст, реално што тие би значеле, исто како што и во голем дел во изминатите 10 години беше карактеризирано и владењето на ВМРО ДПМН заедно со ДУИ
како поделба на колачот без јавно дискутирање на многу од овие етнички прашања. Значи, мислам дека сега, веројатно, јас и ова на неколку пати го имам споменато, ние ја добивме сметката на системот за кој што се одредивме некаде 2001, некаква форма на консоцијализам, договор помеѓу клучните лидери на двете етнички партии, без многу инволвирање на општеството и на граѓаните, и сето ова резултираше до момент до кој што сме денеска. Пред да одиме на реклами, Божиновски, малце го продолжиме околу оваа тема, што обајцата ја начнавте, домашната и меѓународниот фактор. Оваа платформа, вие особено сте експерт околу јавното мислење, вршите истражување. Иако пораките доаѓаат дека партиите треба да во оваа ситуација пред се да мислат на интересите на државата, но се чини во една ваква ситуација природно е да мислат и на својот рейтинг, зашто ви имавте едно истражување од кое што ги црпат идеите за тоа како да се надмине кризата. Во ваква ситуација, кога има, како што вели Кацарска, се билда една меѓуетничка поделеност, се оди кон некои екстреми, нетолеранција или не можем да кажем дека тоа е манифестна, но вербална да. На некој начин се билда рейтингот на крајности. Наместо овие идеи околу тоа, ако не СДСМ или ако СДСМ или тоа албанските партии или сите заедно да се договорат да ја замрзнат оваа платформа, се откажат, бидејќи од 90-та нава како не ги исполнили сите барања, може веројатно да почека уште некоја година и да се најде некоја солуција, но не, никој не се откажува, дури во последните јавни изјави на лидери од албанските партии се оди кон радикализација, иако некој се обидува да ја спушта топката, тие ја радикализираат до крај. Заради изборите или заради тоа што во Македонија последно време рейтингот се билда на една меѓуетничка нетолеранција, иако потоа може би во коалицијски договор се функционира. Има еден парадокс. Рейтингот се рейтингот, значи, зависи од многу фактори. Се разбира дека и меѓуетничките односи се дел од тие фактори. Ете каде е проблемот. Проблемот настана кога пред изборите СДСМ излезе со еден корпус на понуди етнички, колективна понуда, тоа е прв пат се случува, кон етничките албанци и им зема дел од гласачите. И они после, всушност, таа платформа беше изнудена. Таа платформа настана како продукт од тие 40-50 илјади, има различни бројки, но според мене се околу 40 до 50 илјади етнички албански гласови кои отидоа на контото на СДСМ. Тоа ги заболи или што? Значи сепак не се водеа само... Па не, сакаат да се ги вратат. И се излезе со платформа. И како ќе ги врата? Со радикализација на ставови? Се излезе со платформа, па значи сепак се билда рейтингот на радикализација на односите. Па, се излезе со платформа, тоа ти кажувам. Така да тоа беше потек, затоа што во текот на изборите ние за прв пат повеќе слушавме да речеме еве кај Дуи наместо таа класична етничка реторика имаше повеќе за економија, за работни места, за такви ветувања. За сето тоа да се сврти по изборите, да се врати назад. Кога ќе излезе со етничка платформа, со цел да собереш гласачи од еден корпус од кој што не си, кон кој не си алудирал претходно, им си земал гласови на тие партии, особено на Дуи, мислам дека таа платформа настана, самата платформа настана како реакција. Ама не им зема само СДСМ, и зема и другите албански партии. Да, но ти имаш, им зема партија... Од нив како ќе ги врази? Им зема партија која што претходно воопшто немала албански, односно имала многу малку албански гласови. 50.000 гласови. Тоа е лошо или добро е сега, заради поделбата по етничка линија, генерално гледајќи не на рейтизите на партиите. Се, значи, не зборам, значи како општество гледа. Како општество, значи јас уште некоја физичка поделба на македонци и албанци како да се... Епа тука е проблемот. Значи ти не можеш преку етничка понуда да се обидеш да создадеш граѓанско општество. Зошто? Па како?
Значи ние сега во моментов имаме Студентско прашање. Ние сега во моментов имаме, особено кај, затоа ги нели и ги викаме етнички албански партии. Значи партии кои што исклучиво се насочени кон електорат За колективни права, кој што е со етничко албанско потекло. ВМРО и СДСМ беа, иако и они се делумно етнички партии, ведејќи во етнички поделено општество како нашето, вие се разбира дека имате има и други партии во коалициите. Но сепак тие се со многу повеќе граѓански елементи. И дури може да се каже и дека се во последниве десетина години граѓански партии. Значи, реториката кај ВМРО и кај СДСМ не беше нешто за некакви етнички придобивки, или барем не беше во најголем дел. За некакви етнички права, за некаква, не знам, визија етничка. Се говореше за економија, најмногу. Сега се говори многу за... Но, проблемот настана кога? СДСМ излезе со понуда етничка кон албанците. Јас сум секогаш за процесот на обединување. Што би значило тоа? Тоа би значило дека етничките албански партии полека како другите партии кои што се од помалите етникуми, некој начин би создале прва коалиција и после можеби да настанат класични оние партии идеолошки, социјалдемократски и конзервативни. Но тоа е процес. Да се граѓанизираат партиите. Но вие со тоа што давате етничка понуда од партија која што не е од тој етникум, вие ги предизвикувате тие партии уште повеќе да навлезат во тој етнички сегмент. И ние добивме платформа благодарение на тоа. Доколку партиите отидоа со граѓански концепт, што тоа тогаш беше, тогаш е многу полесно. Тоа ќе останеше само национализмот кај албанските партии. Не, тогаш е многу полесно. Но тие истрчаа и едните и другите збореа за бинационални држави, за федерализација, за дводомни парламенти. Тие ние не можеме да ги натераме, они да го напуштат тој вокабулар за време на изборите. Тие ги туркат македонските партии да го дигнат македонскиот национализм. Едно е да имате вие вокабулар кој што 100% ќе биде насочен кон тие етнички барања, друго да имате веќе во неколку изборни циклуси се повеќе да значи не да доминира, но се повеќе да се користи вокабуларот од типот на социјални права, економски права и сите оние други, да речеме, придобивки и ветувања, изборни ветувања, кои што се неетнички. Добро, ма не само за економија, нив ги бреме, тој им е бреме, тој им е таргет од кога постојат, значи етничките па за тоа се формирани, албанските партии не се формирани за економија, тие се формирани за колективни права кои што се делови од платформата. Тука е проблемот. Не настана тие за економска благосостојба на албанците. Ама не настана за тоа, но од кога ќе се исцрпи, затоа што понудата на партиите како една бесконечна спирала. Нуди нешто, исполнува, после пак нови ветувања, така во недоглед. На тој начин и се развиваат држави. Но кај етничките тоа има крај. Со исполнување на етничките права и тогаш што они треба да згаснат. Те сега за да не згаснат, затоа што со Охридскиот рамков договор се договори све што требаше да се договори. За да не згаснат, се измислува или се оди на нешто уште поекстремно, уште некои нови ветувања, во некој национал, романтизам и така. Но се повеќе се користија и теми од неетничка природа. Тоа го кажем. Значи ќе дојдеше момент, можеби не сега веднаш, но за 4-8 години, кога ќе имаше добра можност за предизборна меѓуетничка коалиција. Значи, наместо да се чека после избори, да речеме ВМРО или СДСМ да направат коалиција со ДУ или БЕС или ДП, не е битно со кој. Но сега ние се вративме еден чекор назад. Ја затоа и кажав на почетокот. Нека се тргне платформата на страна, нека си прави кој како сака влада, нема тука никаков проблем. Но не ја трга. Сега, добро, тоа е едно... Од двете страни, мислам, да се откажуваните, албанците се... Тоа е едното решение. Другото решение, окей, тогаш да им се понуди на избирачите, нека се договорат нови избори, нека се направи некоја влада која што ќе биде одговорна исклучиво само да ги организира изборите и нека се иде на нови избори. Со таа платформа, и тогаш ќе биде све појасно. Тогаш веќе ќе има мандат таа следна некоја влада. Прашам за изборите малце повеќе, имавте истражување околу рейтинзите. Ајде одиме прво со малку реклами
да се консолидираме околу овие дилеми и дубиози, па ќе продолжиме на истиве теми. Добро, сме во аргументи. Владимир Божиновски, Симониде Кацарска. Господи Кацарска, не дека се држам само за странците, кога прашам за вас. Генерално говориме тука, но сепак доаѓате од една организација која што генерално се занимава со европски политики, иако станува збор за Македонија и Европа. Не изучувате Европа независно од збиднувањата кај нас. Имат ли странците, кога доаѓаат, говорите со децении дека се тука, имат ли чувство за овие детали кои што ние, со кои што живееме? Или ќе дојдат, ќе слушаат лидерите на политичките партии, ќе одат и сега ќе не остават некоја порака. Само се нијанси кои што нас ни се битни. Може би сме премногу влезени во филмот, па не можеме од дрвата да видиме шумата или обратно. Тие гледаат само една шума, Македонија, дел од Западен Балкан, најде решете го проблемот, снајдете се. Некако ние очигледно не можеме да тој Рубикон да го поминеме сами. Може би не е Рубикон, може би се мали работи, ама нам ни изгледаат големи и нерешливи. Видете, нијансите на странците не може да им бидат побитни него нам. Значи, мислам дека пак ќе се навратам на нашата домашна ситуација, дека со нијансите требаше ние да имаме доволно доблест и зрелост кај политичарите да се говори за овие нијанси и да имаме некоја општествена дебата за овие прашања, наместо да очекуваме честопати странците да ги решаваат. Тие доаѓаат тука, имаат поглед од озгора, дефинитивно, од она што ние го гледаме од нашиот микрокосмос или од сакале или не лежабијата перспектива. Во моментот, истите тие странци, значи ако погледнеме во Европската унија, таму ситуацијата е далеко од розова, од она што ние знаеме, она што им е ним сепак најважно и да се обезбеди, и она го чувме неколку пати, за жал, да се обезбеди стабилност во регионот, што поради кризата со бегалците која што беше минатата година, која што сметам дека им даде на властите во Република Македонија во тоа време поголем простор за маневрирање него кој што би го имале во други услови, што поради можеби престојна бегалска криза која што би можеби се случила, поради што и ценам дека и тие не ги можеби честопати потпаѓаат на тоа дека не биле доволно критични или не ги потребиле сите средства кои што им биле на располагање. Значи, јас сепак ценам дека нам ни е домашна задача нашите политичари да ја решат кризата и дека честопати можеби премногу очекуваме однадвор дека дали ќе дојде некоја форма на медијација од страна на Европската унија, од страна не знам дали сите очекуваат премногу од нив, но има субјекти и граѓани кои што чекаат решение од надвор, но ми се чини и тука сме поделени, некој пат чекаат да престанат да се мешаат странците и мислам дека тие се дел од нас веќе, дел стана од проблемот. Ние не можеме нити да ги вклучиме, ни да ги исклучиме, некако сме у лимбо ситуација каде што сте дел од играта. Во изминатите неколку години, значи дел од како меѓународната заедница стана скоро дел на политичката на националната политичка сцена на Република Македонија. Исто ги гледавме, значи дел од амбасадорите заедно со нашите политички лидери најчесто во клубот на пратениците и така натаму. Сега, значи тука оваа ситуација може да гледате од две страни. Дали сме биле ние дома неспособни да си го направиме тоа што требало и да ги решат политичарите сами нештата, или пак сме станале зависни. Сега тука е прашањето на јајцето и кокошката во голема мера. Меѓутоа, тоа е нашата реалност и како што споменавте, во голема мера тоа доведе и до подвоеност, како што гледаме во моментот типа меѓу политичките партии, иако е прашање колку таа подвоеност кај политичките партии во однос на меѓународната заедница е инструментална со оглед на тоа каков е притисокот во одреден момент од страна на меѓународната заедница. Каков е тој притисок? Ние досега беа доста дипломатски овие децении изминати, ако ја заборавиме 2001 каде што беше наш проблем, па тие
беа гарантори некои и пржинот, позначен дел од нивно влијание и присутност тука. Но тоа беше као за добро, као за смирување на некоја политичка криза, на воена состојба. Но не се јавиле во улога на да пресечат се како тие би натерале ова општество, овие политичари, овие политички субјекти или мирнодопски да најдат компромис да го решат тоа, или да прават некој притисок врз нас граѓаните, врз нив, бидејќи речникот се заострува, веќе некако дури граѓаните го препознаваат дека не е толку двосмислен и дипломатски како порано. Ги посочуваат и проблемите, и тешкотиите, па дури актерите во политичката игра. Видете, тука е ситуацијата, може да анализираме од неколку аспекти. Ако гледаме од аспект на европската, на пристапувањето во ЕУ или од страна на Европската унија, за жал со прашањето со името и со неотворањето на преговорите, веќе неколку години наназад Европската унија сама се лиши себе си од некои своји инструменти кои што ги имаше да влијае во Република Македонија. Несомнено, значи постоеше период во кој што едноставно и граѓаните не веруваа на ја намалија својата доверба во Европската унија, иако поддршката за членство не е падната. Сега да бидеме реални, сепак би сакале да се видиме таму. Но, например, анализите на Евробарометар покажа дека 2015 граѓаните одобруваа вклученоста на Европската унија, бидејќи довербата повторно порасна. Тука мора исто така да бидеме да го признаеме тоа. Сега, тие имаат на располагање дипломатски инструменти кои што ги користат, меѓутоа и сами внатре во Европската унија, како што напоменав претходно, немаат ситуација во која што проширувањето или покови земји од Балканот им се наврват на нивната агенда. За наша жал или среќа, зависно како ќе го интерпретирате. Европската унија е далеко од она која што имаше влијание врз земјите кои што пристапува 2004-та, кога беше многу по заедништвото беше многу појасно, имаше многу по ставови кои што беа униформни, за разлика од денеска кога го имате, особено денеска утринава, чувме дека имаше закана потенцијално кон Унгарија за активирање на членот 7 за владењето на правото и така натаму. Значи, постојат различни трендови во самата Европска унија кои што и ги илустрираат незините внатрешни проблеми во случај кога една или повеќе држави не се согласуваат со одредена политика. Како што знаеме, сепак и Унгарија представува еден од најголемите поддржувачи на Република Македонија, односно властите тековни во заминување, како сакаме да ги наречеме, односно како партнери на ВМРО ДПМН, и сметам исто така дека ова партнерство ги ограничи инструментите кои што беа на располагање на ЕУ во изминатиот период. Божиновски, една од забелешките што го кажуваат како некој вид закана до сите или како предупредување, добронамерно е, внимавајте, ако не за друго, ако не за политичко решение, внимавајте на меѓуетничките односи да не дојде до нивно поголемо затегнување. Колку е таа реална закана, колку на тоа се свесни нашите политичари и како тоа може да го проиграат и дали од тоа навистина може нешто да биде или тоа пак е само една фрлена теорија за ние да се сплашиме, а не политичари. Немаме, значи ние немаме меѓуетнички тензии, да се разбере. Ние немавме политичка криза која што се зачини со некоја платформа создадена од политичките партии. Но тоа не беше платформа која што беше создадена врз база на некакви барања на граѓаните, него тоа беше политичка платформа за билдање рейтинг. Значи, сега да не се навраќам, пак објаснуе зашто, како всушност беше произведена таа платформа. Така да, мислам дека меѓуетничките односи се на некое ниво на кој што биле и пред година, и пред 2, и пред 5. Па зошто предупредуваат тоа странците на тоа? Дали се исплашени од големата маса на луѓе кои што 40 дена се надвор, каде што речникот се повеќе се
малку се, да не речем, се радикализира и во однос на странците, Проблем е, знаеш, и во однос на албанците. Знаеш зашто се тие предупредувања? Проблем е дека доколку тоа доволно потрае без да има излез на крајот, без да се надзира некакво решение, дека тоа може да дојде до одредена ескалација на состојбите. Не дека така е во моментов, но дека може да дојде до одредена ескалација на состојбите. Од која страна? Ескалација во смисла, значи не ескалација каде што ќе земат сега луѓе ќе грабнат да се тепаат меѓу себе, него ескалација во смисла за по-сензитивни меѓуетнички односи. Вие знаете дека кога ќе се вжешти таа меѓуетничка реторика обично пред избори, нели обавезно тоа може да го проверите, има некакви тепачки во автобуси или има нешто, не знам. Се пресретнуваат по улица, во сега нема, значи сега и добро е што е така. Сега мислам дека и самите етнички албански партии, барем најголемиот дел од нив, тука има Истричаци. Нели овој села Истричок, че он се тера со таа ултра радикална реторика и понатаму како што гледаме. Не знам само во чија корист. Има тонови за смирувачки тонови генерално. Свесни се они околу проблемот кој што го создаде таа платформа, свесни се околу сензитивноста на неалбанците. Намерно велам неалбанците дека не само етничките македонци тука, него и сите останати етники. Мислите ли дека ги држат они своите поддржувачи под контрола, бидејќи видите, албанските партии се ставени во една двострука ситуација. И тоа сакам вие да го проанализирате подобро, е моје мислење што ми е у дилема. Значи, како да знаат, а како да не знаат која опција да ја фатат. Сакаат да имаат председателно собрание, сакаат да формираат мнозинство и влада, според ветувањата што ги добиле во овој момент, што не знаеме до каде се. Значи, тоа им причинува задоволство, тоаш и нивните поддржувачи сакаат да се случи тоа што поскоро. Ако тоа и странците го поддржуваат, тоаш има некој лимит до каде што тие граѓани, ако се само иницијативно и не само иницијативно, трпеливи додека тоа не се случи. Ако од друга страна тоа е очигледно дека нема скоро да биде. Затоа велам треба решение. Треба да излезат и тие граѓани, па да речат доста ми ќе дојдат пред собрание, не може. И сега што ќе имаме? Нема тука никаква поента, значи ти не види, тие граѓани излегле затоа што се чувствуваат измамени пред све. Бидејќи за македонците говори. Говорам за можноста за другите албанци на кои што говорам за луѓето кои што во моментов се на улица. Тие се чувствуваат измамени. Точно. Така? За да говорам за другава група на албанци кои што исто така мислат дека се измамени и не може да влезат на власт. Не е точно. Не е точно. Значи они не се измамени. Не тврдам, ја прашувам. Не се они измамени. Што ги измамиле етничките, нивните, да кажеме, партии? Нешто ги измамиле? Не. Нашиве... Не спроведе платформата. Не може да направи. Не, па они не може да влезат у влада. Па не гласа за платформата. Платформата излезе после избори. За какво спроведување или неспроведување говориме? Че они не се измамени. Измамени се овие другите што гласале за не етнички албански партии. Односно за ВМРО, ДПМН и за СДС. Тие се кажа нема причина зашто би го правело тоа. Тие се. Јас гледам сега дури последниот ден излегува некој Facebook статус или колумни или написи или кај зашто излегуваат луѓево, ќе се леело крв по улици, ќе почнало војна, ќе почнало она. Значи, пази какво лицемери. Протестите се апсолутно мирни. Протестите едноставно излегуваат и тука не се велича некаков национализам, него се велича Македонија, државата на сите, да се разбереме. И се излегува со некакви тврдења дека за тоа доаѓа од другава страна, пази. Со цел, не знам зашто, да се потикне радикализација, не може да се потикне, но со тоа всушност се сака да се создаде страв помеѓу луѓето, не може да се создаде. Протестите се мирни, нема никаков инцидент. Што значи како народот е тој кој ве стави, народот е тој што ќе ви извади од собранието. Види, значи нема инциденти. Они се тука да кажат дека ние сме против ова, мора да најдеме некое решение.
Не може да биде или. Мора да се најде некое решение. И сега ова што ви кажем со овие написи што беше кога се протестираше исто така пред влада, кога беа повредени десетици полицајци, кога во истиот ден кога имавме сериозна безбедносна криза во Куманово, тука се тепаа полицајци, тогаш истите тие луѓе ги поддржуваа и тоа било граѓанско, тоа не знам, имаше тепачки полици. А тогаш било во ред, тоа е било граѓански протест, немало никаков проблем. Не, тогаш едни ги поддржуваа, едни не ги поддржуваа и сега едни ги поддржуваат, едни не ги поддржуваат. Ама кажем друго кажем. Тогаш за истите, не можеш да бидеш таков лицемер. Јас и тогаш и сега кажувам, секој има право на протест да не се прават пресметки, значи да не се создаваат услови за физички пресметки. Тоа е проблем. Значи тогаш имаше вакво и се истите тие луѓе што велат дека тоа било све во ред, сега ќе имало крвој по улици, такви тези некои овакво се вадат. А протестите, фала Богу, ниту еден полицаец нема ни па од За албанските партии исто така ме прашав. Која пат да го фата сега? Дали изборите, имаме сега една ситуација, че во ВМРО ДПМН... Зашто ги ставаш албанските партии као заедно нешто? Не се тие една партија. Тука многу луѓе забараваат тоа. Сакам да кажам, значи, ако е ДУИ, тоа сакав сега да го кажам. Значи, ако ВМРО ДПМН е за брзи локални и парламентарни избори. Добро. ДУИ се подготвува за локални. Добро. БЕС и другите не се ни за едни ни за други. Значи, имаат различни стави. СДСМ такуѓе. Дали тоа им произлегува од рейтинзите за кои што вие ги истражувате, тоа го споменавте преска? Да. Значи... И дали оваа ситуација на некој уште повеќе му оди во прилог, а на некој не му оди во прилог? Значи, они си го бараа сега своето место, и албанските и македонските партии. Колку им... Очигледно беше дека од цела оваа состојба до сега им оди во прилог на ВМРО ДПМН, а на СДСМ воопшто не им оди во прилог. Значи, доколку локалните избори се сега, да кажеме, во мај или во јуни, сериозно ќе ги загубат тие избори. И затоа на нив не им одговараат сега никакви избори во моментот. А кај ДУИ и другите партии? ДУИ од друга страна, иако ни падна, значи тоа јасен беше падот уште пред изборите, сега, благодарение на платформата, затоа што повторно Али Ахмети и ДУИ се поставија како главни играчи, како лидери кај етничките албанци, и на нив им се стабилизираше рейтингот, дури постои услови и да се качи. Во меѓувреме БЕСА беше ни лево ни десно, они се можеби помалку искусни, иако гледам дека имаат одредени ставови до кои што држат, значи не сега сме со едни, утре сме со други, сега имам еден став, утре имам друг став, они сакаат да се прикажат како некоја честна партија. Што покажа вашето истражување? Какви резултати би имале сега? Проблемот е што БЕСА се најде во една позиција, во една пат позиција. Значи, во моментов кога ДУИ реши да оди во коалиција со СДСМ, позициите на БЕСА сериозно се влошија. Бидејќи оние ветија дека ќе им дадат поддршка на СДСМ, од друга страна СДСМ сега преговара со ДУИ како главен коалиционен партнер, а ДУИ е всушност главниот политички непријател на БЕСА, како што е ВМРО на СДСМ или СДСМ на ВМРО. И затоа ни се најде во ситуација кај што рейтингот им падна од она што го имаа претходно. И така да, затоа, мислам, свесни сме дека БЕСА се повеќе покажува проактивност. Они првите месец-два беа онака као едноставно тргнати на страна. Нели, све беше ДУИ, мала речица и бикачка. БЕСА немаше. Сега покажуваат сериозна проактивност и видовме, нели, она прва искра посериозна, кај што они велат, ние нема да го гласаме талат за Џафер Јаков. Значи, не се 67 пратеници. Се сеќавате на резултатите од вашето истражување? 62 пратеници. Какви резултати албанците би постигнале? Значи, ДУИ од прилика би постигнала слични резултати со она што беше на изборите во декември. Сега. Да, но да не забораваме, кога има избори, секогаш се зголемува до одредена мера рейтингот кај одредени политички партии, особено сега е таков случајот кај етничките албански партии, дека има дел од гласачите за тие партии кои што не знаат сега која страна да фатат. Дел од нив гласаат за СДСМ. Дали да гласаат пак за нив, дали гласаат за БЕСА, дали да гласаат за ДУИ. Значи се уште се неопределени. Но ДУИ успеа да го затврсти она ткиво што го добие на изборите, така да сега може да добие само повише. БЕСА падна до одредена мера,
Ако остане ваква ситуација, они нема да може да се надеваат на поише, дури може и помалку од она што го добија на изборите, но според мене ќе видиме сега една многу посериозна активност од страна на БСП. Мислам дека се свесни они за оваа ситуација и ќе покажат многу, ќе се постават како играчи. Они до сега беа занемарени целосно. Да се разбереме. Беа ДУИ и СДСМ во игра. Цело време околу тие преговори, претходно ВМРО и ДУИ. Ама гледам дека го споменавте и Струшкиот градоначалник, како сите да мирисаат дека главното излазно решение може да бидат изборите, и ова неоткажување од платформата, дури останување радикализирање на столовите од унитет, еве денеска. Мислам дека сите се свесни дека ајде да не бидам, знаеш, директен, но сите се свесни дека ако се создаде некаква влада, тоа е све познак прашалник, таа нема да трае до 2020 година. Значи, дека тоа сите го знаат. Така? Мислам дека. Значи, сега, според мене, поверојатно опцијата дека ние може да немаме влада до 2020, иако искрено не верувам дека ќе дојде до такво сценарио, но поверојатна ми е таа опција него да има влада која што ќе биде до 2020 година. Тоа сакав да кажам колку се мали шансите за тоа. Но сега е само прашањето кога би биле тие избори. Кога сите партии ќе станат доволно свесни дека вака не може да, значи вака ние немаме решение. Треба да бидат сите, сега тие најверојатно се веќе свесни, но немаме вака решение. Или не може ситуација. Значи, или ќе бидат во ситуација да се замрзне таа платформа, она што го кажав како решение, па нека си направат после влада, немаме никаков проблем, или ќе седнат на маса, сите заедно ќе се договорат, ќе се изберат некаква влада, сите заедно пак, се разбира со најверојатно со одредена помош од меѓународната заедница, зашто значи изгледа тешко им е сами да се договорат да седнат на маса. И за одреден период, значи влада со рок на трајање, со цел да се организираат нови избори. И тогаш веќе ни се картите ги имаме на маса. Ама ако СДСМ знае дека тоа може да значи повторен пораст, зошто би знаете како тие, како што видите вие, тогаш нека ги убеде своите идни коалициони партнери да се изгласа закон кој што ќе стави платформата 4 години под мраз. Што е проблемот? Не знам дали тоа ВМРО ДПМН ќе ги задоволи. Ако веќе се сигурни. Не сум сигурен дека тоа ќе ги задоволи ВМРО ДПМН. Види. Не сум сигурен. Сега, значи треба да се дискутира. Знаете, проблемот е што не се дискутира. Сега, дали ќе ги задоволи, дали нема. Не знам, не сум. Од дискутантите овдека на маса не доаѓаат директно од ВМРО ДПМН, луѓе кои што не гледам дека тоа може да биде значи, решение. Според мене, прво решение го кажав на 11 декември вечерта, може да го видите. Знам, за тоа. Па го кажем, најдобро е да има избори, бидејќи на тој начин целата тензија која што е создадена поради таа албанска платформа тоа стави на ВМРО ДПМН, тачно тоа. И сега Никола Груевски го кажа денеска исто. Таа тиранска платформа ќе може граѓаните да изберат, но не велам дека тоа е зашто да биде само тоа решение. Тоа може би е најдобро за ВМРО ДПМН, но мора да има и друго решение. Еве го другото решение. Ставете таа под мраз, нека се изгласа закон кај што сите тие точки што се таму нема да бидат имплементирани ни нешто. Ако ви притисна странците, иначе тие не би го направиле тоа, ти гледам дека Абер нема тоа да се откажат. Ама не ме интересира, еве, зашто мене како граѓанин тоа да ме интересира, дали ќе не интересира затоа што сакаме да се најде решение. Ние не сме само наблюдувачи на аналитичари. Па нека седнат СДСМ и нека седнат, ама не се и Алијанса и вакво, па не кидат едни коалициони партнери. Нека се договорат, ете им после мнозинство, нека се направат влада. Така, немаме проблем. Ке царска подиме со реклами, се извинувам режија, мораме да слушнем реакцијата на царска. Не се, да, со дел од интерпретациите не се сложувам во однос на изборите, бидејќи не гледам дури и хипотетички ако ја тргнеме платформата дека се менува ситуацијата 49-51 за која што претходно говорев. Значи мислам дури да повторно ќе се вратам на мојот прв аргумент дека ние за таа платформа, а за жал и голем дел од експертската јавност говори како да е баба рога, кажат на народски. Немаме доволно. Не е битно дали извини што те прекинувам. Не е битно дали е баба рога или не.
перцепцијата е дека е. Меѓутоа треба да дискутираме суштински за некои прашања, не само за перцепција, бидејќи ние ако гледаме само на перцепција, може многу работи да бидат извадени од контекст, особено имајќи во предвид во какво општество живееме и ние, а и светот. Број 1. Второ, во однос на интерпретацијата за етничките партии, дали се биле на албанските партии само етнички, македонските биле граѓански, тука не би се сложила, бидејќи сепак би рекла дека и македонските партии беа етнички дефинирани партии и се уште во голема мера се, бидејќи системот беше етаблиран во 90-тите на таа основа и не може да занемариме дека сепак овој обид на СДСМ, дали ќе биде успешен или не, може да представува неголемата трансформација на македонскиот политички систем долгорочно, враќајќи се на вашето прашање. Дали било време или не, мора да се кажеме дека се направи обид да се премине етничката бариера. Колку ќе биде таа изменаџирана понатаму, поради тоа што беше споменато дека албанските партии рационално чувствуваат дека, особено дуи дека СДСМ им ги одзема гласачите, тоа е валидно, иако не знам колку можеме да ја поврземе тука причинско-последична врска со директно со платформата, но јасно е дека етничките партии, тука се слагам со Владимир, одат секогаш кон радикализација, особено во моментот кога имаат потенцијал за одење во опозиција. Сепак, мислам дека, ќе се навратам на првата точка, не гледам дека прашањето за избори во моментот ќе го реши овој недостаток, бидејќи ние што можеме да направиме да се надеваме дека некој ќе добие повеќе сега. Особено изминатите анкети покажаа дека дел од испитаниците честопати можеби се плашеа да кажат дека ќе гласаат за СДСМ и голем дел од анкетите испаднаа на крајот дека не беа можеби веродостојни, поради што и ние треба да створиме систем во кој што дури со овој резултат 49-51 може да се направи понатаму влада за да може да се функционира. Зашто анкетите биле неверодостојни? Дел од нив пред изборите, значи... Добро. Ова ќе што завршите би продолжи со последната теза, одиме со реклами, а потоа сакам да го дообјасним и ова малце прашање. Божиновски, да продолжиме со вас, бидејќи брзате да заврши некако ова емисија, но мораме на некои прашања да доодговориме. Ова теза, оваа тема што е... Нема да заврши, ова се деловини, ова нема крај. Значи, добро знам, животот нема крај, додека дое крај. Ова нема крај. Додека не биде крај. Без разлика на малата суета што ве погоди околу анкетите и резултатите, да ги тргнеме на страна. Ваша работа да ги правите анкетите, некоја се поточни, некоја не точни, не само вие, него генерално. Изборите се најточни кои ќе дојдат, тие покажуваат како. Но сепак се оди желбата за избори и неизбори на некои анкети, некои што ги прават самите партии да знаат за што да се залагат или не. Така и да креираат такви политики што ќе им донесат некоја победа на тие избори. Но говориме хипотетички, бидејќи некојаш анкетите и промашуваат, мање више. Дали ние мораме да научиме без разлика какви ќе бидат резултатите на некои следи брзи парламентарни избори на некои после 4 години, после 8 години, можеби ова гласачко тело ќе се стабилизира и ќе имаме стално тесен резултат. Треба да го предвидиме како аналитичари дека може и тоа да се случи во Македонија. Така е. И ние можеби, што вели Царска, ќе треба тие кои што ќе ги водат партиите да научат да се договараат, да се пазарат, да се прават компромиси во таква политичко милје каде што ќе биде резултатот тесен без разлика од која страна, а да се напушти на теза 63 плюс 20, 60. Можеби тоа нема да пројде па да се формира моноетничка влада. Како ви се чини таквите? И што ако се повторат резултативе се? Што правиме? Статистички не може да се повторат резултатите. Не, Значи, не е проблемот, види, тука е она што јас го говорам цело време. Што ако се повторат? Еве да кажеме да се слични. Работата е дека пред тие избори ја немаш платформата, сега веќе ја имаш платформата. Ако сега се повторат изборните резултати, како што беа
на 11 декември, така говориме за хипотетичка Добре, ситуација. плюс минус, нели сега? Да, ако се повторат со платформата како што е сега, тогаш може да се направат и да си носат платформа и СДСМ со ДУИ заедно да си направат влада, нема тука никаков проблем. Проблемот е дека за тоа нешто кое што стана главен чип во преговорите и со ВМРО и со СДСМ, граѓаните кои што гласа и со ВМРО и со СДСМ не знаат. Значи не им има дадено мандат ниту на едните ниту на другите да преговараат за тоа. Тука е разликата. Не ме разбирате. Значи тоа е разликата. Тогаш беше непознаница, сега веќе ја знаеме. И да се повторат исти резултати, нека си направат тогаш влада, едноставно граѓаните, мнозинството одлучи. Јас за тоа реков. Ако граѓаните сметаат дека тоа е прифатливо за нив, нека се донесе. Мислите дека бе измамени граѓани? Не би рекла дека биле измамени, бидејќи тука веројатно треба малку, не знам, колку граѓаните беа свесни, мислам дека поради политичката култура во Република Македонија, дека партија од Македонскиот блок ќе понуди коалиција на партија од Албанскиот блок. Така. Тоа е политичкиот систем кој што една од ретките карактеристики кои што ги правевме поради добра волја, да речеме, поради тоа што така беше востановен системот од почетокот. И она што голем дел од јавноста, гледајќи во ретроспектива, би сметало дека една од причините зашто Република Македонија, барем во почетокот на 90-тите, излезе недопрена конфликтот од пранешна Југославија. Сепак, може би да ги погледнеме програмите кои што ги имале албанските партии за изборите. Не видов дека некој седна, само ако бидеме сега реални, ако да вистина сакаме да ги отпакуваме овие работи, да ги спореди дел од тие ветувања кои што албанските партии, партиите од албанскиот електорат ги дале на својот електорат. Бидејќи мислам дека ова прашање е многу покомплексно, навраќајќи се дека дел од тие елементи кои што се во таа така наречена несрекно во секој случај тиранска платформа, дури и дел од албанските политичари велат дека подобро ќе беше да не беше таму. Меѓутоа, дел од тие елементи се наоѓаат во многу клучни документи со години на Република Македонија, од владини документи, како што е, например, прегледот и анализата на рамковниот договор за кој што говорим. Она што мене ме загрижува е што во овој успеа доста успешно со оваа платформа, дали намерно и од албанските партии, меѓутоа пред се тука и од телот ВМРО ДПМН, да се дефокусира од оние прашања на реформи со кои што започна Владимир, односно дека самата криза на почетокот беше поради потребата да се направи реформска влада која што ќе ја врати Република Македонија кон владењето на правото. А ние денес ништо не споменавме, дури ние денеска тука. Ништо од тоа не. Од не споменавме, туку правиме интерпретација. Не можеш да збориш за некаква реформска влада ако знаеш дека нема да се формира влада. Божиновски, при крај сме со Елисиево, уште едно прашање имам врзано за насловот мирен премир или преземање на власта. Имаше некакви, ова зашто и вие говоревте цело време дека некој нешто говори за некакви сценарија и едните и другите говорат за сценарија. Дали овие од улица ќе влезат внатре насиле или не, или па тие внатре СДСМ насиле ќе преземе власта. Како ќе преземе власта? Говорам за тоа што се говори. Значи, па тоа се говори, мене ми е, знаеш, со заобиколување на претседавачот. Па даде они излегоа со некакви, со некакви такви ставови. И после пак мандатот ќе треба, нели, да упати информација до претседателот, тој што би бил избран спикер, и претседателот комотно тука може да каже дека е нелегално избран. И што сме направиле тука? Значи, не можете да барате некакви решенија институционални ако сакате да направите нешто вон институционално или на сила. Тоа е една работа. А друга работа, само да споменам ово претходно околу таа платформа. Точно е дека етничките албански партии имаат своји програми. И они си ветуваат све и сешто. Но не значи тоа дека ќе биде прифатено. Проблемот е што сега се создае платформа и беше поставена на маса од типот земји или остави. Тука е всушност најголемиот проблем што го имаме ние со таа платформа. Него ајде да не се навраќаме више на тоа. Да, сакав само да споменам, значи излезното решение мора да биде со некаков договор. Договорот значи остапки и од двете страни. Ние до сега не видовме остапки од ниту една страна. Кога ќе биде јасно и на двете страни, тогаш може да дојдеме до некој решение. Вака ние можеме да си тераме. Има една понуда од ДУИ, мисля, че ни повторно за лидерска средба, уште не најде една разбирање кај сите, но имаше една понуда во јавноста.
Дека тоа До може тоа да ќе дојде дали порано или подоцна, до тоа ќе дојде исто како што со реков странците или без странците. Исто како што реков ја на претходно, значи до избори ќе дојде. Дали тоа ќе биде со тоа што државата уште ќе се држи во грч со месеци или ќе биде едноставно решено случај имаме тогаш и тогаш избори и да тргне работава без разлика како, односно без разлика дали со некаква со техничка влада, со истава влада, со нова влада, со какви да е, ама да имаме на крај светло на крајот на тунелот. Што е договорено, да бидат сите страни смирени, че пак ќе бидат тензиите ќе останат. Да, сега си се тера едноставно вака и мислам што е најстрашно што некако луѓето сите се навикнаа на ова. Да, па како војна. Војна после навикнува да живеат. Кацарска, уште овој сегмент е интересен што го спомена Божиновски. Значи, ќе ги спомена пак странците. Значи, доаѓаат тука, иако таксативно кажуваат што треба да се направи, ниеднашка не сугерираа и генерално можеби затоа кон Иванов се насочени. Сепак сакаат да видат тоа легалистички направено и легитимно. Никогаш не рекоа влезете ви, направете мнозинство, па изберете председател, парламентарна демократија, ова не е тоа дел од уставот да се бара од председателот мандат. Сепак мислам дека остануваат на почитување на така како што пишува и го проигруваат него како човек кој што треба да го даде мандатот. Но не ги потикнуваат, да речеме, СДС и албанските партии да го заобиколат на некој начин и да го препротлокуваат деловникот. Во право сте со тоа што мислам често пати дел од тие луѓе кои се бавеле со Република Македонија, за жал можеби и повеќе ги прочитале нашите закони деловници од дел од нашите политичари. Притисокот кон Иванов е индивидуализиран, поради веројатно и поради тоа што имаше тој досие во текот на изминатата година во кој што промени одредена своја одлука, според мене поради притисок од истата таа меѓународна заедница. Тие се исто така доста внимателни поради тоа што поради порастот на говорна омраза кој што го имавме во одреден период, поради потенцијалот за радикализација кој што сепак неминовно постои и секако Република Македонија како мултиетничко општество го носи тој ризик на меѓуетнички конфликти, поради што и во секој случај внимаваат и ќе продолжат да внимаваат на домашната ситуација. Благодарам што сте гости во аргументи на бајцата. Малце продолживме од она што ви ветив, но мислам дека само сакав на крај да додадам, Да кажете после ја продолжив емисијата. Имаме уште минута, 30 секунди само. Она што мислам дека и тука го споменав пред 2-3 недели дека поинакав ќе биде односот на меѓународната заедница, затоа што они видуваат дека секогаш они сакаат да има решение кое што Македонија ќе врати во нормални текови. И секогаш сакаат тоа решение да биде брзо, но кога ќе се соочат со ситуација каде што нема брзо решение, каде што имате маса народ на улица, веќе притисокот не е насочен само кон една страна, туку веќе притисокот е насочен кон сите политички актери. И мислам дека веќе сме свесни со тоа. Едно беше настапот на Хан, друго беше настапот на Доналд Туск. Сосема поинако и тоа во однос и на политичките партии и на председателот Иванов. Ако вамо имавме притисок, веќе овде немавме притисок. Така да мислам дека веќе пополека се создава ситуација и се подготвува терен за некаква лидерска средба, друга средба, каква било средба, каде што ќе се почне да се создава некое решение од типот на пржино 3, 4, 7 или така натаму. Благодарам уште еднаш на гостувањето. Почитувани играчи, ви благодарам на вниманието. Но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само за вас. Дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така.
онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. Ве молам режија.